Веќе на прв поглед на ID3 се гледа дека надворешниот дизајн доби на зрелост, а материјалите и самата внатрешност значајно се подобрени. На екстериерот забележлив е новиот браник кој го карактеризира изострениот изглед со оптимизирани отвори за проток на воздухот околу предните тркала, подобрувајќи ја аеродинамиката. Со отстранувањето на црната лента испод ветробранското стакло добиен е визуелен ефект на издолжување на хаубата, а на задниот дел доминираат дводелните стоп светла. Внатрешноста комбинира модерен дизајн и одржливи материјали. Volkswagen користи микрофибер материјал на сите тапацирани површини, изработен со големо учество на рециклирана пластика. Производителот нагласува дека Art Velours Eco ги има истите карактеристики во однос на изгледот, чувството и издржливоста како конвенционалните материјали. Кокпитот и сите меки површини сега се обрабени со пена. Ремоделирани се облогите на вратите кои добија поголеми и помеки површини. Сепак на корисниците од поголемо значење ќе им бидат подобрувањата посветени на самото користење на ID3. Олеснето е приклучувањето на полнењето и користењето на интелигентниот планер за патување. Со најновите ажурирања за подолги патувања, тој ги пресметува неопходните застанувања за полнење за да се стигне на целта за најкусо можно време, при тоа користејќи тековни информации од сообраќајот, споредувајќи ги со енергијата во батеријата. Запирањата за полнење се усогласуваат со капацитетот на станиците за полнење, па планерот може да избере 2 застанувања на полнач со голема моќност наместо едно со послаб полнач. Опционалниот планер за патување доаѓа во комбинација со адаптибилен темпомат и возење во лента. Обновениот ID3 е опремен со најновата генерација на софтвер што ги подобрува перформансите на системот. Може да прима наградби преку воздух, додека сите протоци на информации што се користат за електронските активни асистенти на возачот користат сварм податоци, односно информации добиени од повеќе извори што се собираат централно и се дистрибуираат посебно на секој корисник. За жал, ова услуга се однесува барем засега за земјите во Европската Унија и Велика Британија. Сите овие ажурирања ќе придонесат за подобро корисничко искуство, норма која секогаш била високо рангирана кај Volkswagen, а со сигурност ќе се пренесат и кај останатите 5 членови на семејството ID.